суштински и развојни проекти за преродба на Скопје. Рече, вети и на терен се случуваат. Градоначалникот на град Скопје, Орце Ѓорѓевски, наш гостин денеска. Добро утро. Добро утро, благодарам на вашата покана и поздрав за сите ваши гледачи. Градоначалник, по средбата со премиерот најавивте големи, уште поголеми од овие во моментот во кој што се раскопа Скопје, суштински развојни проекти. Што ќе значи преродбата за Скопје? Па добро, има многу позиции кои што ги работиме заеднички со владата и нови проекти кои што планираме да ги започнеме во текот на наредната година. Можеби дел од нив ќе бидат до крајот на оваа календарска година. Знаете дека многу ни е важна поддршката од страна на владата и тоа се покажа изминатиот период дека и претседателот на владата силно фокусиран да ни помогне како град Скопје. Доказ за тоа и еве би споменал набавката на новите камиони кои што треба да стигнат во комуналното предпријатие, комунална хигиена, веќе е завршена таму тендерската постапка. Чекаме да почнат веќе да се испорачуваат. Таму има околу 40 возила кои што дел од нив се цистерни за перење на улиците, кои што после долги години за прв пат се набавуваат во главниот град. Дополнително мене ми искрено жал што пропадна, но важни се намерите и тендерот за автобуси кои што верувам и од она што сум информиран од страна на министерот за транспорт и врски, бидејќи јас неколку пати напоменав дека рокови давам единствено за работи кои што зависат од мене и кои што ги спроведува процедури градот Скопје. Во оваа конкретна ситуација мене ми е жал што пропадна тендерската постапка за автобусите, но од она што сум информиран од министерот за транспорт, брзо од денес ќе биде распишана повторно тендерската постапка, која што верувам дека конечно ќе биде успешна. Имаме одредени инфраструктурни проекти кои што доправа ќе ги започнеме да ги работиме заеднички со владата. Некои околу 10 милиона евра ќе бидат наменети за реконструкција на улици, а ќе бидат поддршка од страна на владата преку Министерството за транспорт и врски, така што генерално работиме во насока да ги подобриме целосно состојбите во градот Скопје. Клучката кај Момин поток? Клучката на Момин поток беше еден од позаглавените, би рекол, народски кажано, проекти кои што ги наследи во градот Скопје. Знаете, имавме сериозни проблеми. Не го кажувам тоа после 6 месеци од како го раководам градот, како момент да се правдам во јавноста, туку мораме на јавноста да ја објасниме каква беше позицијата од која што стартувавме, до каде сме денес и каде треба да стигнеме за извесен период од денес. Ние наследивме, знаете, целосен финансиски колапс, како никогаш до сега, околу 300 милиона евра беше долгот на градот, кој што, фала му на Бога, полека, но сигурно го креваме градот на стабилни нозе, особено во финансискиот дел. Веќе немаме предпријатија каде што немаме исплатена плата. Не се доцни со платите како што беше случај во минатото по неколку месеци. Во градот Скопје, како град Скопје институција засебна не должиме ништо. Над 50 милиона евра вкупно е намален долгот кумулативно јавните предпријатија и градот Скопје и продолжуваме со таа тенденција и понатамо. Од друга страна пак имавме проекти кои што беа целосно закочени. Еден од тие беше клучката кај Момин поток, булеварот Борис Трајковски во Драчево, за кој што се говори, јас тоа го кажав и на мојата пресконференција таму, од моја 8-годишна возраст сум слушал дека ќе се гради булеварот Борис Трајковски, таму несериозна голгота поминуваа моите сограѓани и жителите од Драчево, Студеничани, од Батинци, Зелениково и останатите во тој дел кој што гравитираат. Понатаму Љубљанска мостот беше во сериозно една закочена фаза и така натаму. Влеговме со добар тим во градот Скопје. Во градот Скопје морам да истакнам, има и лица кои што имаат сериозна институционална меморија, имаат сериозен капацитет, но за жал системот и оној кој што раководел со системот не им дал шанса да го покажат својот потенцијал изминативе години. Кога сме кај клучката Момин потока ја споменавте, јас извинувам ако сум поексплицитен во моите излагања, но во интерес на јавноста можам да кажам. Така од фотографија од тоа што се случува на терен, така што Да, за клучката Момин поток имавме целосно нерешени имотно-правни односи. После неколку месеци, денес состојбата е да немаме правни пречки никакви, бидејќи сите имотно-правни односи се решени таму, целата експроприација е завршена. И дополнително сите експроприации се исплатени, што не било случај во минатото никогаш. Таква да биде динамиката и темпото. Обично граѓаните кои што требало да бидат експроприирани имали и доза недоверба затоа што градот не бил редовен плаќач према нив. Така да сменета е постапувањето страна на градот Скопје и во тој дел. И таму останува на операторот да го изведе целиот тој потек до нова година ни е рокот, со што веќе започнавме од едната страна, мостот е изграден, започнаа со асфалтирање, треба да довршат
првиот дел од трасата за да можеме сообраќајот да го пренасочиме од левата страна на коловозот, па подоцна од десната страна да започнеме со градежните активности. Динамиката уште повеќе ќе се засилува таму во наредниот период, потенцирајќи уште еднаш дека до крајот на оваа година сакам да конечно го завршиме тој потек од Скопје. Се чини дека покрај овие проекти кои што и тоа како беа потребни на градот Скопје, повторно како тема да ги стави во сенка, но тема се на површината излезе чистотата. Се исчисти железничка во крајно запуштена состојба по не знам колкав временски период. Директорот на железниче рече дека иако во многу запуштена состојба, но сепак ќе се стави во функција за да може да се оствари проектот кој што го планирате и ќе профункционира железнички градски сообраќај. Велите во моментот ќе почекате и следниот тендер да си ја направи својата работа за автобусите, но ќе добие ли Скопје автобуски градски сообраќај каков што доликува? Понашто исто така сме во напредна фаза, а е надвор од овој дел на инфраструктурни проекти кои што ги споменав е БРТ системот, Bus Rapid Transit системот, кој што за многу скоро од денес ќе распишуваме исто така тендерската постапка, што би значило конечно започнување на процесот на воспоставување на БРТ систем. Тоа знаете една траса од Ѓорче Петров до Ново Лисиче. Од едната од другата страна на градот. Ето така, практично тоа ќе овозможи за граѓаните брз алтернативен транспорт, кој што ќе ги мотивира да ги остават според мене возилата дома, кога тука ќе го надоврземе и градскиот воз, кој што треба да биде ставен трасата Зелениково транспортен центар Скопје до Нова година, мислам дека со тој систем сериозна алтернатива ќе даеме на граѓаните. Оправдано е тоа што користат граѓаните возила изминатиот период, затоа што имаат неизвестност. Стигнувањето денес од точка А до точка Б, јас објективно секојаш говорам, и како што се работите, стигнувањето од точка А до точка Б денеска е практично неизвестност. Вие не знаете колку време ќе заглавите во сообраќајот. Е предизвик. Да, е предизвик сериозен и затоа граѓаните се одлучуваат да користат собствено возило, што е трошок дополнителен за нив, неизвестност, како што кажав, гужви, нервози и се останато. Кога ќе ги довршиме овие процеси кои што ги споменав, конечно граѓаните ќе имаат алтернатива во главниот град. Работиме со силна динамика, со добар тим, имаме меѓународни експерти кои што се вклучени во овие процеси за да ни помогнат. Имаме лица кои што и во минатото работеле на овие проекти, а се интегрирани сега во системот за да дадат се од себе час поскоро да ги завршиме процесите и мислам дека и порано од очекувањата ќе ги завршиме проекти. Знаете како? Јас разбирам апсолутно дека очекувањата се големи кај граѓаните, особено после долги години на неработење. Ние ако земеме во предвид не 4-8 години наназад, знаеме што се случуваше во градот Скопје, односно што не се случуваше. Сега даваме се од себе, но јас сум градоначалник 6 месеци и треба време за да излезат резултатите на површина. Ова се сериозни постапки, сериозни процеси, за кои што, еве, ако земеме во предвид БРТ започнување на процесот, тој има две фази. Едниот е набавка на 40 на нови автобуси еколошки, а од друга страна е инфраструктурниот зафат кој што од Ѓорче Петров треба да го овозможи транспортот до Ново Лисиче. Тоа се сериозни потези, прво за постапките да ги спроведете. Вас ви треба сериозно време, а камоли да го довршите целиот потек. Но, согласно она што сум го ветил пред граѓаните, многу порано завршувањето на мојот мандат, ова ќе биде овозможено како функционален градски транспорт, нов тип за граѓаните на градот Скопје. Го разбирате нетрпението на граѓаните, но повикувате и на поголемо трпение поради тоа што се работи. Граѓаните велат конечно се исчисти Скопје, убаво е што се исчисти, но кога ќе се решат уличните куќи? Работиме и на тоа прашање, како и на останатите. Имаме на неделно ниво координација со сите практично директори на јавните предпријатија. Тука го вклучуваме Воислав на јавното предпријатие Лајка. Изминатиот период посериозен е ангажманот од страна на службите за заловување и третман на уличните куќиња. А од друга страна пак имаме активности кои што ги спроведуваат во насока да се пробуди свеста кај граѓаните за посвојување на куќиња. Мислам дека бројката е импозантна од она што последно ме информираше Воислав, кога сме кај посвојување на куќиња од страна на граѓаните, но
треба да се зголеми динамиката. Ние урбанистички пробуваме да го средиме потегот на Лајка. Јас имам обезбедено средства во буџетот, но Лајка била на времето направена и изградена како дивоградба. И сега имаме проблем околу проширувањето на капацитетите, но имаме средства и бараме решение согласно закон, нели, за да јас не можам да влезам како што влегол некој во минатото каубојски да го изгради целиот тој потек таму, но ни треба урбанистички план за да можеме да ги прошириме капацитетите таму, така да ќе помине период во кој што урбанистички ќе треба да го средиме тој дел од земјиштето кој што го поседува градот Скопје и да почнеме да ги зголемуваме капацитетите. По зголемувањето на капацитетите целосно мислам дека ќе се реши проблемот со уличните кучиња. Се надеваме дека ќе биде тоа така. Во меѓувреме, градежна стамбена офанзива се случува во општините. Во некој? Да, во некој, да. Пред ден-два, колку и да е, во центарот на градот се отвори свлечиште кој што буквално ја проголта бандирата и оштети возило. Сериозно е свлечиштето и во центарот на градот. Буквално на самиот булевар во кој што не само што возила поминуваат, туку и пешаци поминуваат, деца, тука има во непосредна близина и училиште, па има и градинка подолу. Видете, јас бев 4 години градоначалник на општина Кисела Вода и сериозно сум внимавал на ваквите работи. Треба да има, бидејќи ингеренциите за да биде појасно во јавноста се за постапување на општините во однос на градежната инспекција, бидејќи градот Скопје нема градежна инспекција и на државниот градежен инспекторат. Но градот Скопје никој не го спречува да постапува. Ние не само овој настан, имавме пред извесен период и во Кисела Вода еден немил настан. Тоа се несреќи, јас не верувам дека некој сакал да се случат, но треба многу поодговорно да се однесуваат и службите кои што треба да го мониторираат процесот. Не се работи таа работа од канцеларија, треба да се на терен, но и оние кои што добиле одобрение за градење. Тоа е уставно загарантирано право и на секого ја верувам дека општината согласно закон му издава одобрение за градба, но сметам дека доцни малку превенцијата, односно треба да има почести контроли. Ние како град Скопје во координација нормално со градоначалниците постапуваме со нашите инспекции, но конкретно за ваквите ситуации потребна градежна инспекција. Да постапува градежната инспекција, како што споменав, е под надлежност целосна на општините и имате посебно државен градежен инспекторат. Така да апелирам до инспекцијските служби, тоа се независни тела во рамките на општините, кои што независно треба да делуваат без никакво влијание од никого, да почесто бидат на терен отколку во канцеларија, затоа што треба и покрај тоа што ако земеме во предвид дали некој го стекнал одобрението целосно правно издржано, дали ги исполнува сите услови, се останато, сепак треба да се вршат редовни контроли на терен. И тука не треба да има толеранција према никого. Кратко сакам само да ве прашам, ако душата на Скопје е водно, бисерот на градот е Вардар, по колку години се чисти целосно коритото на Вардар? Па имало обиди во минатото. Знаете, генерално, тоа го разговаравме со луѓето од мојот тим. Јас кога го објавив после долги години, после неколку децении се чисти Вардар, имаше коментари од типот и Данела го чистеше, екс-градоначалничката, и Петре го чистеше и сите. Ние во потегот од Карпош према Ѓорче Петров вадиме сериозни дрва и талози и наноси. Сериозно е тоа што не е веројатно дека за краток временски период. Позиции, знаете и самите. Да. Значи, ние кога работиме темелно. Може би подолго ќе трае од очекувањето, затоа што често пати знаете да ме прашаат од Лисиче делот кога ќе стигнете кај нас, кога ќе дојде денот. Затоа што ние кога чистиме, треба темелно да го чистиме целиот потек и тогаш е многу полесно, но и поевтино да се одржава на долг рок. За жал, да дозволите во речно корито да израснат дрва, и тоа сериозни дрва, повеќе од 30 годишни дрва, старост имаат повеќе од 30 години, самото по себе не треба орце да говори, не треба некој мој соработник. Дрвата кои што ги вадиме од речното корито на Вардар говорат за тоа колку време не е чистено и не е истретирано на како што треба Вардар и речното корито целосно, така да оваа акција ќе трае, мислам дека до септември месец, но ќе биде темелна, како што споменав, детална ќе биде и треба подоцна да овозможи многу полесно одржување на самото речно корито.
Ајде да го завршиме разговорот со нешто многу убаво, што не очекува во 2028. Нашата убавина е тоа што сме мултикултурен град, традиција, историја, многу спомени за повозрастните, па и за нас, помладата генерација кои што си ги градиме тука спомените, ќе блеснели во полн сјај Скопје во 2028, онака како што доликува како град на култура. Па да, работиме и на тоа прашање. Тоа беше една од постапките кои што беше, знаете, пред исклучување во таму. После неколку состаноци, посебено состанокот во Брисел, на кој што присуствувавме заедно со министерот за култура и министерот за надворешни работи, се одблокира процесот и започнавме да ги движиме таму работите. Во моментов сме во финална фаза за назначување на директор на фондацијата, кој што подоцна ќе треба да ги превземе останатите процеси околу организацијскиот дел. Таму ќе имаме и дел инфраструктурен, тоа подразбира објекти кои што ќе остават траен белег од целиот овој процес, затоа што Скопје 2028 нема да биде само културни настани, туку ќе биде практично и трансформација на градот. Преку таа трансформација ние целосно ќе го уредуваме калето, за кој што ја чекаме документацијата и да ни биде предадено од страна на владата, исто така и аквадуктот. Едни сериозно значајни споменици за градот Скопје, но запуштени исто така долги години. Знаете, вие сега можеби е дегутантно да го говорам во јавноста, но калето требаше да се промени локалната власт за да се искоси после толку години, што самото по себе говори за тоа колку не ја почитуваме историјата и културното наследство кое што го поседуваме, без разлика кој бил на која позиција. Така да имаме сериозни подготовки таму, ќе имаме крупни капитални проекти. Јас морам да го споменам и Луна паркот, кој што за брзо ќе почне да се гради, таму не е завршена постапката. Ако во минатото за Луна паркот сакам да истакнам во јавноста се планира 22 милиона евра, сега е завршена постапката со 10 милиони евра за новиот Луна парк што треба да се гради, кој што верувам дека младите генерации кои што треба доправа да создаваат спомени ќе можат да го користат некаде од крајот на наредната година. Зоолошката ќе ја споменете ли? Па и, сериозен јубилеј има. Да, сериозен јубилеј, таму веќе се работи на неколку живеалишта. Имавме една пресконференција на која што со директорката актуелна веде таму ги информиравме граѓаните, јавноста за тоа што се случува. Бројот на посетители е зголемен. Изминатиот период честитам на цел тим кој што работи таму, но сепак и таму немаше долги години ништо инвестирано и како што кажав, во моментов неколку живеалишта се обновуваат таму. Повикувам до вашата телевизија кога имате слободно време и да посетите и да видите што се работиме таму. Благодарам градоначелник, благодарам што одвоивте време, го започнавте денот заедно со нас. Ви требаше време да стигнете, малку повеќе трпение. Се пошегувавме кој ли го раскопа Скопјево. Но ќе го завршиме до нова година. Но ќе го завршиме малку повеќе трпение. Правите ли утрински немате време, се разбира, имате работа, но вечерни прошетки како што ветивте дека ќе ги правите низ Скопје, менувате ли трасата, гледате ли што се случува? Па ноќеска бевме со делот со работниците, со Александар кој што ми е во секторот сообраќај, со Мими од секторот, знам, исто комунален, често пати заеднички околу 4-5 луѓе да прочетаме. Ноќеска бевме, синојка подоцна бевме на Момин поток, затоа што имаше, како што споменав, довршување на делот трасата со асфалт. Бевме на Водно, каде што се реконструира после исто така долги години делот патот кој што беше сериозно оштетен и булеварот Борис Трајковски кој што е во сериозно напредна фаза према Драчево, така да имам таква пракса и се релаксирам од една страна, но од друга страна и ги проверувам. Ги проверувам докаде се проектите кои што ги ние скопјани се релаксираме и уживаме кога Скопје така малку попразно да можеме да уживаме во убавината на градот. Благодарам што го започнавте денот заедно со нас и се разбира посакувам со лесно до реализација на проектите. Ми беше чест и ви благодарам на поканата што наш.